СДСМ во моментов бара предвремени парламентарни избори заедно со својот поранешен коалиционен партнер во власта ДУИ. Сепак ова барање на СДСМ доаѓа во моменти на само неколку месеци по најголемиот пораз во историјата, кога СДСМ освои само 18 пратеници, а во моментов анкетите не се поволни за опозицијската партија. Токму на овие теми ќе разговараме со поранешниот градоначалник на општина Центар Саша Богдановиќ, кој што беше на таа функција токму на предлог на партијата СДСМ. Добар ден, господине Богдановиќ, ви благодарам што прифативте гостување во Вестералфа телевизија. Дали според вас е логично СДСМ во овие моменти, кога, како што кажавме, има најлош пораз на изборите и лоши бројки на анкетите, да бара предвремени парламентарни избори? Па секоја опозиција сака да нормално да бара избори за да дојде да ги спроведува своите политики, односно да ја смени власта, но мислам дека е прерано за тоа, бидејќи не поминаа ни 5-6 месеци од последните избори, каде што бројките, резултатите не беа во корист на сегашната опозиција, напротив беа, ајде да кажам, и најлоши во историјата на СДСМ, бидејќи навистина не се направени потребни реформи, не се избрани тела и раководства на партијата, и тоа додека не се случи, не можете да излезете да сработите на терен, бидејќи пораката што сакате да пренесете на граѓаните, таа пренесувате преку своите општински организации, преку најмалите клетки, а тоа се местните одбори, местните организации, а ние се уште немаме избрано раководство, односно СДСМ нема избрано раководство централно, кое што ќе креира одредена политика за да може да се спроведе. Така да мислам дека сега за сега е се уште рано да се бараат избори, мислам дека пред се треба да се занимаваат со избор на раководство, со изработка на програма, односно што е тоа што ќе му се понуди на граѓаните, бидејќи наредна година се и локални избори, а знаеме дека веќе во неколку клучни бастиони на СДСМ се доживеа многу лош резултат. Јас ќе го земам само пример општината Центар, каде што изминативе 15 години секогаш важел како тврд орев за ВМРО ДПМН. На жалост, заради разделеност во самата партија, во самата општинска, се случи тој лош резултат кој што го имавме, дури преку 6300 гласа беше за парламентарните избори, и сметам дека додеколку не се завршат тие реформи, доколку не се изберат раководство, ќе нема кој да истрча трката на терен. Споменавте токму тоа раководство, вие бевте дел од раководните структури на СДСМ своевремено. Дали според вас е нормално да се бараат избори кога партијата воопшто нема ниту потпредседател, ниту одбори, ниту никакво раководство во моментов? Па моје мислење дека барањето на избори е да каже еве да ние сме спремни, а всушност се уште немаме видено раководство и мислам дека не треба да се излетува толку брзо, односно со барање на избори. Мислам дека треба да се седне дома, да се заврши прво работата, да се направи избор на најтесно раководство, да се направи избор по општинските организации, да се направат комисии, кои што не е лесен и не е толку брз процес. Тоа се неколку месеци, бидејќи вие, пак ја повторам, за да спроведете одредена политика, односно да допрете до граѓаните, тоа го прават општинските организации преку местните одбори, местните организации, а ние се уште немаме централно избрано раководство за да може тоа да се случи. Така да не изгледа озбилно. Според вашите информации, ако ги имате, каков е односот на новото раководство, лидерот Венко Филипче, со обичните членови на СДСМ? Па, председателот на СДСМ, јас знам од тоа што контактирам со луѓе, дека се труди да стапи во контакт со што можно повеќе број, да анимира што е можно повеќе на членови да се вклучат во некој од раководствата. Каков е одзивот, не знам, но мислам дека мое мислење дека премногу бавно се одвиваат сите тие процеси, бидејќи веќе сме крајот на година, наредна година не е изборна за локални избори, општинските организации треба да бидат спремни, ајде да кажам 6-7 месеци унапред, значи ние веќе треба да ги СДСМ веќе треба да ги има завршено изборите по општинските организации за да може спремно да ги пречека локалните избори, бидејќи тие се главните носители на локалната политика на една политичка партија.